Американскиот демократски председателски кандидат Хилари Клинтон и незиниот републикански ривал Доналд Трамп се судрија жестоко во втората од трите дебати пред изборите на 8 ноември. Трамп вети дека ќе стави во затвор Клинтон доколку тој стане председател, а Клинтон повтори дека Трамп не одговара за Белата куќа. Дебатата се одвиваше на Универзитетот Вашингтон во Сент Луис и до неа дојде само на 2 дена откако на едно видео од 2005 година Трамп ги навредува жените, што предизвика своевидна криза во редовите на републиканската партија. Некои републикански конгресмени и гувернери веќе јавно изјавија дека нема да гласаат за Трамп. Одговорајќи на нападите, Трамп изјави: Трамп додаде дека неговите коментари не биле ништо повеќе од разговори во соблекувална и наведе дека поранешниот председател Бил Клинтон, сопругот на нејзиниот опонент, бил обвинет за сексуално несоодветно однесување. Мои се зборови, неговото е акција, рече тој. Според Трамп, подемот на милитантите на Исламската држава и масакрот во целиот свет се многу побитни прашања за Соединетите држави. Хилари Клинтон од своја страна изјави дека видеото е уште еден доказ дека Трамп не одговара за да влезе во Белата куќа. Тој изјави дека видеото не го представува него, но мислам дека на сите што го слушна им е јасно кој е тој, изјави Клинтон. Жестоката размена на удари продолжи и за други прашања за време на дебатата, вклучувајќи ја и Клинтоновата употреба на приватниот мејл сервер додека била државен секретар. Трамп при тоа изјави дека доколку биде избран ќе наименувал специјален обвинител за да го истражи случајот. Клинтон пак ја обвини Русија дека оркестрирала сајбер напади против американски организации и поединци со цел да му помогне на незиниот републикански ривал Доналд Трамп да биде избран за председател. Клинтон за време на вториот директен дуел со Трамп пред изборите на 8 ноември оцени дека станува збор за кампања без преседан со оглед на тоа што се меша и една странска сила. We have never in the history of our country been in a situation where an adversary, a foreign power, is working so hard to influence the outcome of the election. And believe me, they're not doing it to get me elected. Незините тврдења дојдоа на 2 дена откако администрацијата на председателот Барак Обама за прв пат го обвини Кремљ за сајбер нападите. Трамп ги отфрли ваквите наводи како смешни. Официјална Москва пак постојано ги демантира наводите за незина вклученост во сајбер нападите во Соединетите држави. Клинтон и Трамп дебатата почна без да се рекуваат, но на крајот сепак го сторија тоа.